Здраво, здраво на гледачите на М-нет. Добре дојдовте во повтор на една лайв дружба. Денес се дружиме заедно со нашиот штипјанец Јоце Панов. Јоце денес има слободно време, сето време е наше на располагање, па затоа денес и ќе пееме песни, ќе дознаеме нешто за неговиот приватен живот. Здраво, здраво Јоце, и како си? Здраво, здраво Надица, супер сум. Сега се разбудив и топ ми е. И сега ти е прекрасно, значи може со песна и се што треба. Супер. Јоце, кажи ми, како ги помина тите новите во изолација, како помина со твоето семејство? Па, јас искрено за душа не бев во изолација никогаш, затоа што цело време сум или ќе бидам во кола, ќе се возам или нешто ќе правам, ама не можам дома, не сум човек што може дома да седе и да така сум научен цел живот и не можам да функционирам така, ама пак ќе кажам на некој начин изолација, затоа што не се дружиме, немаме настапи, немаме ништо. Да, ма така да многу чудно, тешко, болно, чудно, ама мораме да тераме така што да правиме. Да, се надеваме дека се ќе се среди и ќе се вратиме повторно во нормала. Јоце, ајде за миг да го вратиме времето наназад. Кажи ми, какви беа твоите средношколски денови, дали паметиш некоја интересна случка која што можеш да ја споделиш со нас? Може да се пием кафенце, така не е проблем. Значи, јас исто, еве, на здравје. На здравје. Моите средношколски денови беа многу, искрено, во средното музичко училиште во Штип. Тоа е период што ќе памтам цел живот. Да. Може би затоа што бев во својот роден град, а имав сите повеќето колеги што учев со нив беа од различни градови од Македонија. И може би затоа и ми беше убаво, затоа што се чувствував како домаќин некако на некој начин. Од сам почеток, од прва година кога почнав, им го покажував градот на моите школски, што не беа од Штип, се дружевме, одевме заедно по кафулиња на кафе, и Штип, и убави ми беа искрено тие денови, навистина многу убаво. Каков ученик беше? Одличен сум бил секогаш. Браво. Сум знал да имам четврка, многу ретко, ама... Па добро, сега и тоа може. Од почетокот кога сум почнал прво одделение, па секогаш сум бил одличен. Не дека тоа ми било некој приоритет, сега не знам, да ми бидат сите петки, него може би така од татко ми некој тој сакал да и работел со мене кога бев мал, работеше со мене многу и математика, физика и такви предмети што не му одеа добро. И може би таа рутина некако ми ја всади од дете, за да ако добиам помала оцена од 5, дека не е тоа. Да, така. Како дете беше Јоце ти и како го помина детството? Па како, мислам дека некој баланс, некоја средина, затоа што нити сум бил многу лошо дете, а ниту пак далеку и од мирно. Значи некоја средина, може би и друштвото, моите другари од детство беа така малку попалави, бунтовни. Значи јас се дружев со нив и многу беше чудно што секогаш кога ќе дојде на родителски, јас бев одличен ученик, ама сите глупости што беа направени бев во тоа друштво. Беа твоја страна. Да, беше контрадикторно, затоа што знаеш како може сега и да учи, а и да прави глупости. Значи многу добро би рекол, тоа е темперамент и јас, тие другари ми останаа и до ден денес, многу другари од прво одделение од кога почнавме, така да ми останаа и до ден денес и убаво би рекол да се направи тој баланс. Значи не е убаво и да бидеш премногу мирен да учиш, а не е убаво па и да бидеш премногу лош да не учиш. Значи убаво е да се во животот да поминеш, бидејќи во се има добра школа. Да, секако. Кажи ми, дали има разлики денес, така меѓу дечињата, нивното детство? Знаеме дека, например, ние поминавме детство, значи со многу игри, ние немавме телефони за да видиме нонстоп на телефоните. Што мислиш, што и недостига на денешната младина? И недостига социјала, дефинитивно.
Социјален недостига затоа што сите деца денес се асоцијални, бидејќи Да. социјалните мрежи прават да си асоцијален. И го направија своето. Па затоа што нема цело време се дома, особено па и со овие последните неколку години со овие, ја би ги нарекол глупости, овие се некои епидемии има нешто се случува, дали морбили, дали не знам што, така да уште толку родителите ги затвараат своите деца, ги изолираат, не ги пуштаат да се дружат и тоа си дава резултати, еве. Дава резултати што децата се такви, психолошки не можат добро да се развиваат затоа што на секој дете му треба дружба со многу деца, да расте од мало со друштво, да расте во мало, да се игра, да тие игри, тие детски, значи спортови, фудбал, било што, криинки што сме играли ние, и мислам дека така треба да расте едно дете, ама сега е се на мобилен и така да. Ќе видиме каде ќе оди човештвото. Така. Јоца, ти имаш најубавата улога во животот, нели? Татко си, па како ти ги поминуваш деновите со твоето синче? Па Лука е веќе... Сега тоа е најинтересен. Да, 6,5 месеци. Интересен сега е баш најинтересен во тој период кога почува да гука нешто, да кажува нешто, да распознава, можеби, и сега е интересен. Само што јас пак би рекол, јас ностоп се шалам, викам нека проди, па после јас ќе го превземам со мене. Освен тоа е твоја одговорност. После јас ќе го превземам, за сега гледам да биде што повеќе дома, тоа што го зборував пред малку. Да. Значи, од пазење, да се изолираат деца, ајде, сепак дете. Јас искрено не се плашам од ништо, ама сепак кога е дете во прашање, да, тоа е најважно. И гледаш дека целата околина е така, размислува и мораш на некој начин да го изолираш барем колку што можеш, иако знам дека е лошо таа изолација, ама да, но сега секако тоа е за нивно добро. Така да мора да ги правиме тие работи. Јоца, кој спомен е врежан во твоето срце? Во моето срце има многу спомени. Откри ми еден. Само знам ги треба да види никој друг. Кој спомен? Имам многу спомени што се зависи во кој дел од срцето. Значи, во срцето има многу разни комори за разни спомени, се љубовни, се, не знам, детски, па се друштвени, па многу спомени има од животот, зависи каков спомен, ама имам, наистина, пак ќе кажам, убав ми беше животот до сега, од цело детство, значи, што поминав, можеби ги поминав тие фази, можеби сум една од последните генерации што фати нешто што е на некој начин би рекол нормално, како што треба да расте едно дете. Сум среќен што беше така, ги пројдов сите овој моменти како деца да игра, немавме мобилни телефони, значи цело време бевме надвор, децата го поминав прекрасно, тренирав фудбал и таму поминав прекрасно, 10 години тренирав професионално. Со школото, со музиката исто така, имам наистина убави спомени. Љубовни спомени нормално. Така да има доста убави спомени. Има доста што ќе ги чуваш во твоето срце. Јоца, мене ми е навистина драго што пред се можев да бидам дел од почетокот на твојата кариера, да ја следиме заедно со фамилијата, како да ги следиме твоите чекори. Знам дека се што денес си створил е твое, со многу труд вложен и знаеме дека секој пат носи свој успех. Може ли да ни кажеш, на другите кои што не знаат, како започна твојата кариера? Колку беше се тешко за да стигнеш ова што денес си? Започна многу, сега кога ќе се навратам на сите почетоци, колку сум бил амбициозен. Навистина, мислам дека тоа е преамбициозно и ама добро, јас сум таков и по темперамент и као карактер. Не знам колку илјадници цедиња сум режел, не знам. Колку сме правеле цедиња, ќе се сеќавам во Штип, па
која слика да биде насловна, па ќе излезат две мои песни, CD со две песни, па ќе излезе нова песна трета, па CD со три песни, па милијаници цени, па се даваат, па значи тоа беше една голгота, Да. значи не знам како Добро, да кажам. Јоце, ти признаваш дека многу не малтретираш. Да. Ракао. Многу не малтретирам. Сите што беа луѓе околу мене и што ете ми се наоѓаа што сака да ми помогнат, ги малтретирав искрено, на секој му наоѓав некоја задача да. Што треба да направи? Пак би рекол, тоа е во мојот карактер и можеби ништо не е случајно во животот. Можеби ако не сум бил таков, немало да постигам, може ги се фатал друг правец во животот, ама ете јас во се што ќе фатам да работам, така сум бил можеби во фудбалот, во се што ќе почнам да работам сум сакал да бидам прв едноставно. Тоа ми е некако врежено и затоа можеби толку сум се трудел да оставам што повеќе впечаток. Да, но сепак нели го работиш тоа што го сакаш и секојаш кога работиме тоа што го сакаме, треба да бидеме упорни во тоа. Кажи ми, дали се сеќаваш на твојот прв настап, каде беше и како помина тогаш? Прв настап, јас во многу наврати го кажувам, тој еден настап во пионерскиот дом во Штип, каде што имаше една приредба, ама со многу публика. И дете бев, не се сеќавам точно, мислам дека Ангел беше Давчев, професор Дах, кај него одев. Хармоника свирев, учев солфеж, како нижа музичка на некој начин. Така. И тогаш пеев со хармоника свирев и пеев некоја песна и знам дека победив на тој настан, во таа моја категорија и можеби тоа некако така ми е врежено како прв некој си настан пред луѓе, а официјално во кариерата прво нешто ми е Канал Фест во Охрид, имаше еден фестивал кој за жал сега веќе не постои, изгасна во Охрид, во Отичкиот театар во Охрид. Мислам дека 2000 или 2001. Значи тоа е, се сеќавам убаво баш беа немирите во Македонија тие години, тогаш настапив на тој фестивал и од таму почна неко. После пак настапив 2003 или 2004 на тој фестивал. И од 2006 од Макфест со сродни души кога почнав, па се редеа до ден денес. Да, се редеа успесите. Јоца, дали се согласуваш да ни спееш некоја песна? Тоа некој што не гледаат. Зависно колку ќе можам, ама ете нешто што да ви испеам. Што сакаш? Еве имам една многу добра. Сите се добри, ама ова мислам дека Ајде. Ноква ги барам твоите очи сјајни, од звездите што кријат тајни. Друг те има во овој час, умирам јас. Нему сладки усни ти му нудиш, ма моје место тој се буди. Ек да знаеш колку губиш и плачела ти. Не постои никој што ќе те сакам како мен, која што те сакам. Знај еднаш се случува тоа во животот твој, да јас сум тој. Не постои никој што ќе те сакам како мене, во среќа и тага за еднаш се случува тоа. Јас сум тој, да јас сум тој. Браво! Секој убаво човек да те слуша и да ги слуша твоите песни. Како што кажав нели, после Макфест твоите нели успеси почнуваат да се редат и редат. Кажи ми, имаш пејачи со многу музички признанија и награди, која ти е најдрага? Може ли една барем да одвоиш?
Пак ќе кажам дека тоа е 2009 на песма Медитерана во Будва. Со Ти пеам песна кога победив, не дека само што со победил на многу фестивали после тоа, ама Да. тоа беше некој првиот мој голем успех за самиот себе. Значи, отидов како дебитант на тој фестивал и да направиш такво чудо во таква конкуренција со сите пејачи од XU, за мене беше фасцинантно. Значи, беше доживење што ќе го памтам цел живот. Тоа е доживење што во тој момент мислев дека не знам, светот е мој. Бидејќи бев фаворит на самиот фестивал, бев фаворит уште на самите проби. Навистина многу убав фестивал, се беше во живо пеење, оркестар. И таа награда ќе мислам дека цел живот ќе ја паметам како најдрага, затоа што после таа награда се беше поинаку. Јас добив поголема самодоверба веќе кога одев на останатите фестивали, веќе кога ќе постигнете таков успех, длабоко во себе се чувствувате после како фаворити кога одите некаде. И тоа е многу битно психолошки кога одиш некаде да имаш такво чувство дека ти можеш, без разлика каде е тоа. Подоцна кога бев и на Славјански базар и во Белорусија, еден фестивал огромен, значи пееш пред 7-8 публика, жири комисија се светски звезди, типот на Тото Котуњо, типот на Ерос Рамазоти, значи и ете и таму исто освоив трето место, скоро 30 земји учеснички. И ама би рекол пак ја издаде таа 2009 песма Медитерана и Ти пеам песна. Да, нели, и со таа песна публиката веќе почна нели да те познава. Некако многу добро. Јас би рекол имам две песни во животот што можеби ми се лични карти, за Штип и регионот тамо. За Штипско, значи тоа беше Сродни души 2006 и Сродни души ми беше лична карта, искрено ми беше лична карта. Можеме да кажеме нели почеток на твојата кариера веќе. Да, а 2009 Ти пеам песна. Значи тие две песни би рекол дека се мои лични карти во животот. Нормално после натаму е кариерата. Се знае, ама тие две песни ќе ми останат најдраги во животот, затоа што и двете песни од самиот почеток кога настана, од Сродни души кога ја пеев на Макфест, исто така бев фаворит на фестивалот, исто така беше една од најслушаните песни на сите радио таму. Не знам, на радио Штип, канал 77 од сите овде радио во Скопје. И пак би рекол, тие две песни ќе ми бидат две лични карти. Така, ти имаш некоја звезда во тебе за привлекување на сите тие награди и признанија. И нека ти се множат уште многу. Што привлекувам? Железо, сигурно имам метал или магнет. Да. Но само железо така привлекувам. Јоце, ти имаш и одлична кариера надвор од Македонија. Како те прифатија нели во странство? Дали е тешко, например, таму да се започне кариера? И какво е чувството да бидеш помеѓу тие звезди таму? Секогаш е тешко човек да направи некој успех надвор од својата земја, и во својата земја е тешко. Ама ајде пак си на свој терен, пак овде живееш и функционираш на некој начин, ама секогаш е тешко човек да направи некој успех надвор. Јас сум немал некои амбиции можеби да од самиот почеток дека јас сега нешто ќе правам и надвор од Македонија. Пак ќе речам, се случи таа Будва 2009, таму беа сконцентрирани сите новинари од цела Југославија, сите буквално телевизии, новини, се беше таму. И кога победив, фактички самиот почеток ми наложи јас да правам таква кариера интернационална, затоа што сите интервјуа на новинарките, ќе се сетам од Пинк, од ДМ-сат, од сите тие телевизии, од хрватските телевизии, од црногорските, беа дека браво, новото откритие на овие простори, и тоа ми даде некој полет дека треба
да работам паралелно и затоа и од тој почеток од 2009 година и ти пеам песна имам на два јазика, значи на српски певам ти песмо се вика. И почнав да ги работам сите песни на два јазика, без разлика дали ми работеа композитори надвор од Македонија, значи хрвати, срби, црногорци или кога ми правеа македонците песни, ги правев, наоѓав текстописец од Србија. Или обратно, кога песната беше од Србија, јас наоѓав текстописци овде во Македонија и сите мои песни во кариерата имаат две верзии. Да. Така. Јуце се научи тоа. Така. Што мислиш според тебе што треба да поседува еден пејач? Се треба да поседува искрено. Пред се треба да поседува харизма, јас мислам. Тоа е нешто што сите го зборуваме, а никој не го гледа. Така. Значи никој не може да го види, а има нешто. Значи тоа е тоа кај луѓето што треба да се поседува, едноставно да зрачиш со некоја позитивна енергија. Не можеш да зрачиш со енергија кај што сите би те сакале. Тоа е факт. Таков човек јас не познавам. Од ние на светска звезда не знам што немало некој што ќе каже негативно за него. Тоа е нормално. Луѓето се такви. Би било и неубаво. Своето мислење. Би било чудно сите да те сакаат. Не е нормално тоа. Да. Че мора да има и различни мисли. Ама пак би рекол треба да си има таа некоја харизма, некоја аура, не знам. Пред се првично тоа да го имаш, а после тоа да ги имаш сите останати адути. Значи без разлика која е професија, ако е тоа пејач, ако е музика, мислам дека треба да имаш образование, што можеби и не е важно, знаете, има многу пејачи со кариери кои што немаат музичко образование, ама мислам дека кога ќе си комплетен е една поинаква приказна. За сето тоа да го правиш тоа на начин да и се допадне на публиката, значи кога ќе работиш нешто да работиш, да се пронајдеш себе, кој е правецот што ти го работиш, на кој начин најмногу публиката те прифаќа, да го продолжиш тоа. Има неколку сегменти што човек треба да ги поседува. Така. И нормално на крајот среќата. Така, да. Кажи ми, дали ние денес во Македонија имаме квалитетна музика? Дали ние знаеме да ја негуваме македонската музика? Имало Македонија, секојаш има квалитетна музика. Македонија е земја која е па не една, можеби најценета кога станува збор за музика на сите овие балкански простори, бидејќи имаме многу уникатен ритам, 7/8, значи тие такви ритмови, нашите староградски мелодии се многу уникатни, многу нетипични за останатиот. Да. Останатите соседи и затоа секојаш сме значеле за земја каде што ќе речат таму немојте да пеете. Пак би рекол, имаме и денес квалитетна музика, без разлика дали тоа народна, дали забавна музика. Многу е важно што медиумите ќе селектираат. Тоа е многу важно. Секојаш ќе има и квалитет и неквалитет. Сега, ако медиумите одлучат дека неквалитетот повеќе поминува, дека на некој начин, да не си изразам грешка, ама на некој начин нешто што можеби да не си изразам лошо, секоја музика си е музика, ама ако го селектираат на тој начин медиумите, тоа проаѓа кај народот, тоа е нормално. Да. И некогаш повеќе се промовира некоја музика што не е толку квалитетна, што е повеќе на некоја си фора направена, да пројде, да е нешто на луѓето да им е лесно онака, да им е зафракански на некој начин нешто интересно, а да нема таму толку квалитет музички зборувам. И пак ќе кажам, секојаш Македонија имала квалитетна музика, ќе има, ама многу е важно што медиумите ќе им пласираат на луѓето да слушаат. Ако го издвојуваат медиумите тоа што е навистина квалитетно, ако има, како што имало на времето, музички критичари кои ќе одлучуваат навистина што е добро, ќе ја задржиме таа квалитетна музика да остане популарна. Ако не ќе исплива на површина нешто друго,
што трендовски може ќе биде популарно месец, два, три, ама Да. на долги стази не правиме ништо со тоа, бидејќи треба државата да и останат песни кои што ќе не препознаваат, како што денес имаме евергрини, кои траат, не знам, може и по 100 години. Да. Ете, тоа сакав да кажам, дека треба да се негуваме нашата музика и да се сеќаваме нели на оние песни кои што другите ги оставиле нели зад себе. Јоца, знаеш како јас кога имам соговорници пеачи, тие пеат, јас си играм, не сакам јас да пеам, не сакам да се надминувам, па ги оставам нели тие, бидејќи тие најдобро нели знаат. Па така да дали се согласуваш за уште една песна нели да ни испееш? Ти имаш нели сега слободно време, кажавме, расположен си за пеење, не е ништо страшно. Па еве една Хајде да отпеаме една песна што искрено ми е една од многу драги песни мои, се вика Илија од љубовта. Беше време на чуда, јас плесав, а ти луда, љубов на прва преградка, долги бакнежи, а ноќта прекратка. Тесно е под овие неба, може и така треба, по една шанса секом, ја користиш и ме. Последоцна и барам за себе осите нови, нешто старо од тебе, кај си ти, кај сум јас, дал си добра моја, ова ли е се, што ни остана. Кај си ти, кај сум јас, на две страни секој своја, среќа наоѓа, но подзакрпена, но таму нема ни ја од љубовта. Имаме уште една, може да ја врзам така? Може слободно. И после толку години ме цело срцево не се отвора одамна и памти твоите мириси, гласи тело, ни една нова не му е доволна, никако душа да преклопи, да дојде ден и да се стопи ова тага што ме обзема. Откако те нема, уште си ми ти, моја најдобрата прва, што се памти. Друга некоја, крај мене ќе остани, а јас ќе чекам да ми се врати. Шо си ги заборави песните, остана си ти, она најбоља, она прва, што се памти. Остариче ми, покрај срца друга, док ја сањам, да се ти мени врати. Мени врати. Браво! Со мене сам, дењено ќе не спија, буде сонувам, на тебе мислам, со мене сум сам, ко стража чекам и умирам, бргу ќе подам,
Ако не те видам, доста е. Браво. Гледаш, ги паметам твоите песни. Твоите песни се уште пеат. И ни треба да уште купови. И мислам дека ги паметиш најдобро затоа што те малтретирав и тебе. Не, тоа секако беше од срце, затоа што навистина сакав да успееш и навистина ми е многу мило што имаш успеси зад себе. А Јоца, дали ти фалат настапите? Па се гледа по мене, гледаш, не можам да се оправам да пеам. Ми фалат многу. Тоа е мојот живот, тоа е цел живот, тоа го работам и не е тоа што сум го работал можеби година, две, па ајде сега, ќе се насочам кон нешто друго. Тоа го работам цел мој живот и не знам ќе скрена. Значи веќе не е во прашање дали јас можам друга работа да работам, можеби што има и повеќе пари таму да заработиш. Работата што не сакам друга работа да работам. Да, не знам да се работи за милиони да можеш да заработиш, не можам да ја замислам, не знам, ако не е музиката. И затоа и можеби сум на некој начин револтиран од целата оваа ситуација. Ама пак ќе кажам, ова е нешто што е на глобално ниво и не може да се промени. Ќе чекаме како ќе се смилуваат големите сили, кои ќе кажат да. Тогаш може, да. Јоце, имаш ти нели нови кавери? Сега нели не можам да те прашам нели дали ќе снимаш некои нови кавери, дали да очекуваме некој нов албум нели од тебе, но ајде кажи ми на пример планови за воиднина, дали да очекуваме нешто такво? Бидејќи тие двата кавери навистина многу добро поминаа. Имам навистина добро, тие кавери што долго време ги најавував, ги зборував еднаш кај тебе во емисија, се сеќавам. Да. И навистина добро помина, па мислам дека првиот кавер Данка и таму го промовиравме, ако не се лажам. Да. Овој период е период кој што сите нас не знам емоционално не турна некако и целата креативност што имавме првите 2-3 недели кога почна ова, не знам како да ја наречам, као пандемија. Да, кога почна сето ова, ајде, сакавме да го искористиме на некој начин да креираме нешто, да правиме онлайн концерти, правевме нови песни, нешто, ама и искрено работев, почнав да работам, имам јас 2 или 3 нови песни кои се спремаат во студио, кои требаше да излезат една сега за почетокот на летото, требаше да излезе, другата требаше да излезе средината тамо на летото и третата требаше септември, октомври, крајот тамо на летото, почеток на есента. Така ми беа испланирани песните, така се и жанровски определени и тие се готови песни веќе кои стојат. Жал ми е што не излегува оваа година. Но после фати, нели, сите тие карантини не можеше да не знам да се собираме по студија, да снимаме, да правиме и затоа и не ги објавив. Имам јас цело време имам и ќе имам цело време некои нови цело време работи. Да, некои нови проекти на план и ќе работам на тоа. Ете, кога ќе излезе некое подобро време, мислам дека ќе почнам да ги објавувам, затоа што сега не гледам причина дека треба да луѓето се навистина многу во неубав период, многу депресивни, многу не знам во се тоа си направи свое. Да. И мислам дека на никој не може до музика и не може на тој начин да ги прифати песните, а жал ми е затоа што навистина се добри песни. Жал ми е да ги пуштам туку така само колку да имам нешто ново. Ќе чекаме, да. Подобра промоција. Подобро време и подобра промоција кога на луѓето ќе им биде драго да слушнат песна. Така. Јоце, како ти ги надминуваш разочарувањата во твојот живот? Како реагираш на некои, например, негативни коментари, како што кажавме, тоа постои и ќе постои, нели? Па како ти знаеш да реагираш? Имам јас многу негативни коментари во кариерата, како и сите, не само јас. Да. Има, ама пак ќе кажам, сум среќен што тие негативни коментари се цело време во мојата кариера сум анализирал од да ги избориш на прсти 20-30 ликови кои што ете ќе те земат во очи и ќе коментираат. Среќен сум што
најголемиот процент од публиката наидувам на убава енергија и затоа и сум останал да работам ова работа. И пак ќе кажам, тие негативни коментари се некојаш добри. Искрено, затоа што, вие како новинари имате што да пишувате, што да правите, да можете да извадите добри наслови што ќе бидат интересни за публиката, као некој што кажал за некој се скарал со некој, леле, па некој ќе се тепа, па мислам, сето тоа не е право не ми доликува мене јас да со некој тоа да го правам мојата професија, ама убаво е да има и такви коментари. Порано би рекол, може би се нервира, искрено. Нормално, си помлад, цело време правиш нешто со толкова голем жар и сакаш цело време се луѓето тоа да го прифатат и да речат вау, нели? Ова стварно работи со љубов, со енергија. Чекајте, и многу сум наидол на разочарување. Се како човек расте во све, и во години, и во све. Има подруго сваќање. Па да, сваќаш дека едноставно работите се убави кога немаш преголеми очекувања. Кога, значи, све е перцепција, кога ти премногу очекуваш да те прифатат, не знам како, или твојата песна, или твојата работа, или не знам, сите кога очекуваш да паднат во несвест позитивно. И тоа нормално не е така, затоа што не е така. Ти единствено светот што прави нешто, така да тоа не е така, и кога ќе го доживееш тоа, после се разочаруваш, бидејќи многу се очекува. И затоа јас сватив дека неколку години веќе назад сватив дека ќе работам тоа што го сакам. Ако некоја песна мене ми се допаѓа, ќе ја пуштам ветер, ќе ја снимам и ќе ја пуштам. И не се замарам. Порано ми било секој ден ќе влагам на YouTube колку гледања, дали луѓето ја прифаќаат, дали ја гледаат. Тоа како е? Затоа ќе кажам, веќе сватив дека не ме интересира. Макар сам јас ќе си ја слушам секој ден песната и ќе уживам во нејзе, ама ќе видам исполнет, затоа што јас ја сакам и јас уживам во нејзе. Така и од кога можеби сум се ослободил, можеби многу поголеми работи и успеси се случиле. Еден пример таков е и тој машап со Александра, што го направивме во... Да. Мислам, тоа навистина буквално го направив тоа, прво не се ни гледав, искрено таму. Во нештото, во тој жар на песни, никош претходно не сум пеел, не е тоа мој фазон на песни. Рано направивте бунт. Да, и ајде, баш од тоа реков, ајде, окей, голема работа, ќе снимаме, ќе направиме. Ете, ќе влезам во нешто, можеби што јас не сум тоа. Да. И на крај човек се испостави дека е убаво и некојаш да експериментира, затоа што тоа е нешто најгледано во мојата кариера и не знам, има преку 12 милиони прегледи за 6-7 месеци, што е за овие простори врв, и би кажал дека сватив дека треба да човек да експериментира, сепак да остане на себе, да не завега многу, ама треба да експериментира човек, сето тоа, секој ризик ќе створи еден ден успех. Така. А кога сме веќе кај медиумите, што и како треба да пишуваат, јас како водител немам ништо да напишам, но ќе ги предупредам моите колеги новинари што треба да напишат за тебе. А сега што е тоа? Нека пишува се сака, не. Кој како ме чувствува, нека пишува. Искрено, јас сум и за негативни коментари, ама кога се издржани негативни. Да, сепак тоа е одраснели на кариерата. Па тоа, ако ти чувствуваш дека нешто е негативно кај мене, и ако го напишеш тоа, ама со нешто да ми укажеш дека тоа, јас би го прифатил многу драго, затоа што нормално од страна луѓето те доживуваат на поинаков начин, сам не можеш да се видиш. Да. И добро е ако е тоа, ама ако е тоа со некоја друга подла намера, тоа веќе не. Да, тоа не е убаво. Но ти знаеш дека Mnet е тука за тебе, нели, го подржува твојот успех и се надеваме, нели, дека од новите, нели, песни, како што кажете самиот, ќе ги промовираме токму, нели, овде во оваа моја емисија. Тоа го очекуваме, значи, со нетрпение. Јоце, за самиот крај на емисијава, кажи ми, што треба да направиме за исполнет и среќен живот?
Ама нели дека има нели сега и повеќе стресови, нервози, ситуација, па што треба да направиме? Најважното за исполнет и среќен живот е да седнеш и да размислиш што сакаш за себе. Значи најважно од се. Значи да седне човек да размисли да каже да, јас ова го сакам, ова ќе го правам, па макар тоа да им одење во планина и медитација до крај на животот, без разлика што и да е, и да човек одлучи и да го превземе тој чекор и да го прави тоа, ама воопшто. Најголемиот проблем и сите стресови се кога ние премногу сакаме од животот. Ние сакаме све од животот. Пари, не знам, и слава, и моќи, милион благодети и тука се губиме и тука се тие секојдневни стресови затоа што и на крај кога ќе свето тоа помине години ќе сватиме дека уствари пак се сведува се на тоа, едноставно на една работа во која се исполнет и што сакаш. Така. А за самиот крај и дали сакаш да поздравиш некого? Па сакам да ги поздравам сите твои гледачи, затоа што имаш прекрасни емисии со убава енергија. Нешто што во овие времиња сега е убаво и позитивно, кај што може човек да излезе малку барем на пола да ги отргне мислите. Да ги тргне. Ете ме навраќаш на овој моменти каде што во овој период не ми ни дошле на памет, а не пак да се сетам, затоа што е таков период лош и пак ќе ти кажам да ги поздравам сите твои гледачи, да ги поздравам сите таму Штипјани. И поздравам луѓето од цела Македонија и на цел Балкан нормално, каде што сум настапувал, каде што сум пеел, каде што сум функционирал. Србија, Црна Гора, сегде кај што ќе не гледаат и да ги поздравам и да им посакам многу брзо да се врати животот што си го живеевме, да се забавуваме, да има забави, да има убава енергија, да се дружиме, тоа е најважно од се. Мислам дека секако животот поминува, ама кога е со забава е поинаку. Така. Јоце, јас сакам да се заблагодарам за одвоеното време, што беше дел од мојата емисија. Ти посакувам многу успеси, се надевам нели на уште една заедничка соработка, ваку убаво ќе поседиме и ќе пееш. Добро, да и јас ќе пееме заедно. Ти посакувам се најдобро, исполнување на се што сакаш, оцени таков како што си, значи позитивен и насмеан. Па се надеваме, нели, како што кажав, дека повторно ќе се видиме од какова се ќе помине. И дали за крај може уште еден рефрен од некоја песма, за да ги поздравиме сите оние кои што не гледат и кои што беа со нас. Може. Еве ќе направиме еден микс на кратко. Ајде. Ќе почнам со таа штипска песна "Сродни души". Ајде, може. Повели. Јас и ти сродни души сме, имаме толку многу заедничко, без тебе болат нотките, не можа, не, повеќе. А може и вака. Ти пејам песна од срцево украдена за секогаш, да ме спомнуваш понекогаш. Ти пејам песна на времето подадена за секогаш, да се сеќаваш понекогаш. Браво. Чао од нас.